Добар ден, почитувани. Ова е магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Постои убедување дека прекинот на доењето не е препорачлив во летниот период. На што се темелат овие стравувања? Дали се работи само за предрасуди или пак за реални опасности? На каков начин најбезболно да се прекине доењето и за мајката и за бебето, без разлика од која причина треба тоа да се спроведе? Ке ни појасни Јасна Апостолски Николов, дипломирана медицинска сестра, меѓународен консултант за доење во здраво бебе. По блокот реклами ќе бидат разјаснети многу дилеми поврзани со оваа тема. Останете на Телма. Дали во лето може да се прекине со доење, ќе ја запрашаме Јасна Апостолски Николов, меѓународен консултант за доење во здраво бебе. Јасна, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Ти благодарам, Марија, за поканата. Добро ве најдов. Дали треба да се прекине со доење или не, ставовите на сите светски организации кои што работат и го поддржуваат доењето е дека не се препорачува да се прекинува со доењето во летниот период, кога се високи температурите, особено не кај помалите дечиња, минимум до година, година и пол возраст. Прво затоа што самите високи температури, топлото време допринесува да имаме малку пад на апетитот и ние повозрастните, па дури и децата. И кај нив мајчиното млеко е она кое што ја заменува комплементарната исхрана, нели ако се веќе над 6-месечна возраст, значи веќе јадат и храна. Доколку не сакаат да јадат храна, значи мајчиното млеко е она кое што ги заменува калориите, а самото млеко ја заменува хидратацијата на бебето. Без разлика која возраст е, ако е сезона, обично летно време имаме сезона на стомачни вируси, исто така имаме проблем посебно со помалите бебиња, дечиња, тодлерчиња, како да ги наречеме, кои што кога еден стомачен вирус, значи ќе се најде и кај нив, имаме огромни повраќања, проливи, можност за некаква дехидратација, да. Доколку бебето цица, значи тоа е она кое што е првиот совет од страна на педијатрите, а се останато доколку може мајката да му даде. Че ако е поголемо да му дадеме електролити, па не сака. Да му дадеме ова, не сака. Ова ако му дадеме повраќање, па тогаш му даваме само да цица. А кога не име добро бебињата, постојано се прикачени за дојке, во тој период цело време цицаат, значи одговорот е всушност потврден, значи не се прекинува доењето во летниот период. Да. Значи тоа го разјаснивме, но колку време треба да трае доењето? Што велат препораќите на медицинските организации наспроти традиционалните убедувања? Светската здравствена организација, Академија на педијатри на Америка, Канадската асоциација на педијатри, исто така и сите други светски организации викаат УНИЦЕФ, викаат ексклузивно доење до 6 месеци. Тоа подразбира само доење и исхрана само со мајчино млеко. Тука барам да го разјасниме ставот дека бебињата не треба да им се дава вода, затоа што мајчиното млеко има 80% вода. Останатото е градивните елементи, сите потребни олигоелементи, минерали, се што им е потребно за раст и развој. Значи калориски сме покриени, исто така сме покриени во однос на жетта. Често пати е прашање дали на бебе треба да му даваме млеко, посебно на бебињата, на помалите до 6 месеци кои што се на ексклузивно доење. Дали треба да даваме вода? Вода не треба да се додава. Значи 6 месеци ексклузивно доење, до година дена со додавање на храна и препорачено е до 2 години да се одржи доењето нормално. Останува и после тоа, значи од процентот на мајки со кои што работам гледам дека 2,5 годишна возраст е некаде минимална возраст каде што они почнуваат да размислуваат за одвикнување на доење. Дали традиционалните ставови постепено се напуштаат во однос на доењето? Па се напуштаат затоа што можеби порано било малце и потешко или па можеби било полесно, зависи за кого и како. Во оние земји кои што ни се малку посиромашни или ако ги гледаме антрополошките студии, они имаат многу поинакви ставови во однос на престанок на доењето. Вика доењето треба да престане кога 4 пати ќе се надмине родилната тежина, значи од родилната тежина пута по 4. Или ако ја измножиме гестацијската старост по 4, тоа би му дошла некаде 4-4,5 годишна возраст. Значи тоа се некои антрополошки ставови кога треба да се престане со доењето. Или кога ќе излезе првиот катник, значи има и некои такви
препораки, меѓутоа гледам дека во последно време се повеќе и повеќе се зголемува границата кога почнуваат за одвикнување со доење, нормално освен ако немаме некоја друга потреба да мора да го прекинеме доењето. Сепак прекинувањето на доењето зависи од многу фактори, некогаш се личните ставови на мајката, можностите, медицинските околности и така натаму. Многу често жените поставуваат прашање дали треба го прекинам доењето доколку земам некаков лек. Што им советувате во такви ситуации? Во однос на овој дел постои посебна гранка фармакологија во доење, каде што има специјални институти кои што работат на проверка на лекови, колку тој лек се излачува во мајчиното млеко. Не можеме ние одма да кажеме ти си доилка и не треба да пиеш, не треба да го пиеш тој лек, затоа што во упатството на лекот пишува дека не се препорачува кај бремени жени и доилки. Според таа гранка, скоро 90% од лековите, без разлика дали се антибиотици, антидепресиви, антипиретици, аналгетици, се компактибилни со доење. Значи, кога нешто треба мајката да пие од лекови, подобро е да се консултира за да се провери тој лек во базата на податоци и да се види колку е тој компактибилен со доење, ако не е, која е негова алтернатива, или да речеме има лекови кои што вика може да го конзумира, но доењето да го прекине 4 часа или 8 часа. Значи, сето тоа се разгледува на едно молекуларно ниво. Колкава е молекуларната маса на лекот, па дали тој лек може да премине низ во плазмата на мајката, па дали од плазмата ќе се изфилтрира во млекото, колкав процент ќе се изфилтрира и дали таа доза ќе му смета на бебето. Значи, тука имаме гранка која што е доста развиена, меѓутоа гледам дека кај нас се малце поограничени во тој дел, скоро поголемиот дел здравствените работници да го прекина доењето. Значи се работи на тоа да се отклонат сите пречки за да продолжи доењето, а не најлесно заради еден лек да се прекине доењето. Да речеме кога ќе ми се јавите кога ми речат ама Блокмакс не смеам да пијам, ми рекоа не смеам да пијам бидејќи сум доилка. Тоа бебе ако крене температура ќе пие парацетамол и Блокмакс. Значи зошто не би можела доилката да пие ако смее бебето да пие? Имаше еден сајт на интернет на кој што можеше да се провери дали одреден лек е компатибилен со доењето или не, дали се уште функционира? Има неколку сајтови, оно што најмногу го користиме е тој лактанција, тој се уште, мислам, тој функционира и скоро има направено надградба на целиот сајт. Има уште еден сајт Лактимед, има и уште еден странски сајт, значи сите тие сајтови се со информации кои што се базирани на база на проверка и студии. Се внесува генеричкото име на лекот? Се внесува генеричкото име на лекот и таму излегува, значи него и дури има еден сајт кај што има влијание во бременост, влијание во период на лактација. Значи и дали тој лек може за трудници, дали тој лек може за доилки. Тука се проверува. Ако пишува, значи тие се подредени во неколку групи. Значи имаме safe, па moderate safe, па low safe, да, значи по неколку така и на крај небезбедни за доење. Ако пишува, значи ако веќе спаѓа во последните 3 групи, каде што нели може да се конзумира тој лек, меѓутоа може да има некакво влијание кај бебето, одма дава доле алтернатива што е лек кој што е побезбеден и кој што спаѓа во првите 3 групи. Значи можат на таков начин и да најдат соодветна алтернатива, да земаат лек и да продолжат со доењето. Ова е многу важна информација, бидејќи ова е исклучително често прашање и причина за прекина доењето. Да, тука би ти се надоврзала исто и во однос на рентген снимките, магнетна резонанца, компјутерска томографија, значи многу анестезија доколку се прави ЗАП, рентген снимка на ЗАП, значи сите тие интервенции се дозволени кај доилки. Значи, и тоа многу лесно, да. Значи, за сите тие информации постои еден странски сајт кој што е на доктор Джек Нјуман. Он е педијатар и консултант за доење и има своја клиника за доење во Америка. И он има напишано неколку постови. Дури во неговата книга, издадена пред 2 години, мислам дека, па и во новата сега што има издадено, се напоменува токму тоа. Значи, дека родителите треба да бидат информирани дека сите тие процедури се компактибилни со доење и не сметаат на доењето. Сега, одредени снимања од нив кои што се прават со контраст, тука треба да се види со кој контраст, па да се провери дали тој контраст се излачува во мајчиното млеко и колку време би требало мајката да престане со доење, и има контрасти кои што се радиоактивни со кои што не смее да продолжи со доење или треба да го прекине доењето една недела, 2 недели, па после тоа може да продолжи со доење додека да се
излачи тој контраст. Јас знам многу жени што дојат, се одлучуваат да направат прекин на доењето кога ќе тргнат на работа. Дали може жената што оди на работа истовремено и да дои незиното бебе да пие мајчино млеко? Кога нашите мајки во нашава држава тргнуваат на работа, тоа е веќе 8,5-9 годишна возраст, 8,5 месечна возраст на бебето. Тоа значи дека тоа бебе и цица и има оброци. И можат слободно да продолжат со доење. Иако им изгледа како на почетокот, како сега тоа ќе го изведеме, нели, бидејќи бебето цицало на сабајле па имало еден оброк, па цицало на пладне па имало еден оброк, па си продолжувале, нели, со распоредот понатаму. Значи, советот е дека може да цица бебето од сабајле пред да замине мајката на работа, па после тоа да му дадат еден оброк, па ужинка, па уште еден оброк, дури кога ќе им кажеме дека нема потреба да се измолзуваат и да оставаат дома мајчино млеко, се ослободуваат. Па си викате, па ти не е толку страшно ако тргнам на работа и ако продолжам со доење, значи немам дополнителна обврска. И си продолжуваат со доење веднаш кога ќе се врати мајката од работа. Дури имам и мајки кои што и многу порано тргнуваат на работа, 4 месечна возраст, 5 месечна возраст, каде што бебето добро напредува на исхрана со мајчино млеко и не сакаат да додаваат храна. Адаптирана формула. Да, ниту пак храна, да речеме, ако веќе е 4 месечна возраст, тука веќе може покрај мајчиното млеко да се воведат оброци, храна, пробување вкусови, веќе воведување на оброк од храна. Меѓутоа она вика не ми е проблем, јас ќе се измолзувам и ќе оставам, само ти да ми кажеш колку пати во денот треба да пие додека јас сум одсутна и колку милилитри треба да оставим. Значи гледаат да одржат што е можно повеќе, подолго и нормално да стимулира. Сега кога веќе доаѓаме на возраст 8,5-9 месеци, во тој период кога се мајките на работа, градите треба да научат дека не треба да прават млеко. Може би првите денови ќе имаат проблем, во периодот кога цицало бебето и градите ќе бидат малку пополни и потврди, тука им даваме ја совет малку само да ги измолзат, да ги олеснат, значи минимално само малку, за да можат да продолжат со доење кога ќе си дојдат дома. Не се препорачува нагло да се прекине доењето, но тоа многу често се практикува. Да. Понекогаш е неопходно, но ми се чини дека почесто е оној став дека на таков начин се прекинува доењето. Зошто тоа не треба да се практикува? Исто онака како што се развива лактацијата, така треба да оди постепениот прекин на доењето. Всушност, самото воведување на еден оброк значи намалување на подои и почеток на одвикнување од доење на бебето. Кога веќе ќе ги намалиме подоите, значи сме дошла до некоја си бројка 3-4 подои, од кои што еден е преку ден, а 3 се ноќе, или обратно 3 преку ден, еден е ноќе, сабајле кога се врати мајката работи пред заспивање. И обично тоа не им смета, бидејќи веќе подоите се многу кратки, па ти одат некаде до година и 2-3 месеци, 5 месеци, веќе ќе почнат првите запчиња, нели, да растат и тука едно гризење на бебето, мајката почнува, нели, да ја фаќа паника, па вака ако ме гриза што ќе правам и така. И вика, јас 3 дена не дојам, престанав да го дојам детето, меѓутоа градите ми се тврди, грудки, имам ме болат, имам температура, иако се градите меки. Тоа е процес кој што сме го развивале прво 6 недели, па сме го одржувале скоро година и пол, 2, зависи на која возраст. Шема на доење, така, и не можеме ние преку ноќ да му речеме на млекото веќе не се лачи. Процесот на одвикнување од доење е исто и процес како и развој на лактацијата. Значи, постепено намалување на подоите. Па кои подои, за тоа се прави план, кои подои треба да ги прво тргнеме, кои не се најлесни за да можеме да ги тргнеме. Каде тука може другите членови од семејството да помогнат, бидејќи асоциацијата на детето е секогаш кога ќе види мајката за било што и да му се случува дека бара да си цица. Значи, ако има некој да му го одвлече вниманието, тука може да ни помогне во сето тоа. Па како да го намалиме млекото? Дали ќе пиеме некој чај кој што намалува лактација или пак ќе мораме да пиеме некои лекови, меѓутоа секогаш од мојава пракса кога сме имале мајки каде што постепено сме намалувале подои и постепено сме тргале по еден, нормално секогаш консултација, разговор, како тој план нас ни се одвива. Скоро 90, па можам да кажам дека и над 90% од сите консултации за одвикнување поминале само со чај од џалфија. Многу ретко сме морале да пиеме некои од лековите кои што го намалуваат млекото и гледаме да ги избегнуваме, пошто
Тоа се лекови кои што намалуваат притисок, малку потешко ги поднесуваат мајките и самите мајки сакаат да, ако може на поприроден и спонтан начин, се прекине доењето. Но јасно, што ако мора да се прекине веднаш доењето? Кој е безбеден и брз начин да се направи тоа? Ако мора нагло да се прекине доењето, тогаш мораме да пиеме лекови. Само со лекови? Да. Зависи колку временски период имаат мајките за да прекинат со доење. Например, ако е некоја итна операција, нели? Или итна интервенција која што мора во рокот 10 дена да се направи, тука веќе, значи гледаме у тие денови по еден потој да намалуваме, па и да пиеме жалфија, па и пиеме лекови за да го намалат млекото и веќе тука остануваме, нели, ако мајката заминува во болница, остануваат дома другите членови кои што успеваат некако нејзиното отсуство да го заменат, а да не бараат града. Сум имала и такви мајки, меѓутоа обично им давале простор. Да речеме треба да се направи некоја интервенција, имам 2 недели за да го прекинам доењето. Пак и тоа е некој период кај што нели постепено се намалува. Имало и мајки кои што во сред период на доење, да речеме, нели во се уште додека не се ни тргнати на работа, имаат некоја компликација, мора да се направи некоја интервенција, да го прекинам доењето или има можност да го одржам во болница, значи ако им кажам дека има можност тоа да се одржи во болница, тогаш во болница одржуваат лактација, па продолжуваат со доење кога ќе си дојдат дома. Значи се наоѓа начин и за постепено намалување на подој и одвикнување од доење и за нагло одвикнување од доењето, меѓутоа ако немаме индикација наглото престанување на доењето не се препорачува без претходно да се направи некаков план, да се нешто пие за намалување на млекото, затоа што многу пати се случува да прекинат нагло и после 3 дена ми се јават градите, ми се тврди, имам груд, имам температура, па дури доаѓаат и до маститис, да, точно така. Така да секогаш ти треба, нели, совет како да се одвикнува детенцето, бебенцето од доење. Доколку се тоа се спроведува постепено, се исфрла еден по еден подој, кој подој е најлесно да се исфрли? Нивните подои се најлесни за исфрлање, најтешки се ноќните подои. А обично повеќето мајки имаат амбиција да ги исфрлат ноќните подои, да ги задржат дневните. Тука се соочуваат, претпоставам, со голем предизвик. Голем предизвик затоа што веќе кога тргнуваат на работа, навистина им е напорно, јас ги разбирам. Меѓутоа, тука се поклопува и период кога прво нивното отсуство емотивно се одразува на бебенцето. Можеби е период кога е некој скок во развој, можеби е период кога растат запчиња. Ако тргнало детенцето во исто време во градинка, значи тука имаме неколку нови работи каде што единствено доењето е тоа кое што го смирува. Меѓутоа, бидејќи поголемиот дел од денот се одвоени, детето си го надополнува тоа побладнето и ноќта. А за мајката е тоа исцрпувачки. И сега на почетокот стварно им доаѓа, не можам веќе да издржам, ќе престанам да го дојам. Меѓутоа како сите се адаптираат на ново настанатите ситуации, така веќе почнуваат да се повлекуваат од идејата, да се одвикнуваат од доење. Или па, например, јас кога им речам, абе, добро, ајде, еве и тоа, ако сакаш, ќе се договориме како, ќе направиме план се. Ама што ќе правам, вика, ноќе, па ќе се буди, ако не му дам да цица, па тек тогаш никој нема да спиеме дома. Значи, кога подразмислат малце, да, може би им е напорно, меѓутоа, ноќните подои па им се, нели, смирување за бебето во таквите моменти. Споменавте дека детето кога ќе тргне во градинка, всушност има потреба од доење и од уште поголем контакт со мајката, но понекогаш во градинката добиваат совет да го одвикнат бебето од цицање. Да, добиваат таков совет, меѓутоа за одвикнување или за прекинување на доење, тоа треба да најдобра препорака е матичен педијатар. Зошто да се одвикне? Дали затоа што не јаде, нема апетит, мајката кажува дека не јаде, во градинки посочуваат да не јаде. Значи тоа е веќе одлука која што треба да ја донесат соматичниот лекар на бебето. Ние, например, во ординација имаме ретко имаме бебиња кои што самите мајки кажуваат, вика храна многу малку, али затоа цица вика 100 пати на ден. Они така сигурно дополнуваат и калорискиот внес и внесот за хидратација. Или јаде солидно оброк, а после тоа бара да цица. Значи, не го запоставува цицањето, но тоа е кога е мајката дома. А кога се во градинка, иако ете и таму се соочуваат со проблем не јадење, ама проблемот да трае подолго време, не на почетокот секој едно дете во таква средина, нова средина е за нив тоа. Нели нормално, можеби би одбивало храна првите неколку дена или првата една недела. Меѓутоа,
нова средина, почеток во градинка, преселба на ново место, нов стан, нели. Сето тоа се моменти каде што не се препорачува. Тоа се стресови, всушност. Да се одвикнува детенцето од доење, значи не се препорачува тука да престане доењето, а доколку навистина имаме проблем со јадење, многу ретко се случува да можеби педиатрите им речат мораме да го прекинеме доењето, едноставно детето мора да јаде. Од икс причини да речеме, не можеме никако да искомпензираме, зборуваме се на пример кај дете од 1 годишна возраст, сега јас нешто од искуство од работа, од ординација. Дете над 1 годишна возраст, каде што веќе имаме параметри кои што наговестуваат анемија, а не можеме никако на друг начин да го суплементираме, значи мораме да кратиме подои, повеќе да внесуваме храна и обично да речеме не успева, иако мајката вика ама не може никој да го нарани ако го оставиме со баба или со дедо или со тато јадат. Значи тоа може некако да се изменаџира, само да не се престане со доењето. Нормално, ако стварно нема медицинска индикација да мора да се престане. Ќе ги поканеме гледачите да се вклучат во магазинот за родителство 0+ месеци со нивни прашања на тема прекин на доењето. Јасна Апостолски Николов, меѓународен консултант за доење во студиото на Телма, таа дава појаснувања на сите наши дилеми поврзани со оваа тема, а секако ќе ви даде појаснувања и за сето она што е ваша дилема поврзана со прекинот на доењето, но јас претпоставам дека може да постават прашање поврзано со доењето. Значи, од овој момент, почитувани, емисијата е контактна. Дали е потешко да се одвикне од доење помало бебе или пак веќе или поголемо дете кое што веќе разбира, да речеме на година и пол, 2 и слично? Па тоа тука можам да кажам дека зависи од карактерот на детето. Има дечиња кои што сами се одвикнуваат. На мајките им е тогаш потешко, бидејќи не се спремни на тој момент. Некогаш и многу рано тоа го прават. Многу рано, 9 месеци, 10 месеци. Јас, на пример, имам една мајка која што првото детенце го доеше, остана трудна со второ детенце. Второто се одвикна само на 9 месеци. Одвика преку ноќ, значи едноставно му нудиш не сака. Поголемото братче продолжи да дои до скоро 3 години. Она се обиде еднаш да направи прекин на доењето, нормално постепено намалување подои се, вика издржа 2 недели и не можев повеќе се вратив на доење. Сега е трудно со трето и вика мај се да видиме третово каква среќа ќе има, да. Некогаш со поголемите можеби можеме со разговор да направиме да го одвикнеме од доење, да објасниме дека веќе се големи, но тоа треба да биде некаде над 2 години возраст, минимум над 2 години, 2-2,5 години. Сум имала и таков случај каде што низ разговор мајката објаснува дека веќе цицето е болно и дека не може, немам лекции, дека она е веќе голема и дека треба да престане да цица, оди во градинка, се дружи со другарчиња. Така успеавме дневните подои да го одвлечеме вниманието, меѓутоа останаа ноќните. Вечерното пред заспивање еден подој беше во прашање. И ми се јава после третиот ден и ми вика, како да одговорам на прашањето, како цицето е болно преку ден, а не е болно ноќе. Да, децата знаат такви прашања да поставуваат. Некогаш можеме да ни успее со разговор, меѓутоа пак ја повторам, треба да е многу поголем кој да разбира, да можеме нели да имаме комуникација и диалог, па некако да успееме тој дел така да го направиме. Со помалите е потешко. Затоа што они бараат, плачат, ние се обидуваме некако да го замениме тој момент, меѓутоа во секој случај со поголемите е полесно отколку со помалите. Освен ако сами не се одбијат. Знаат да плачат, да бидат раздразливи, да биде проблемот колку време може да перзистира, да опстојува, колку време детето може да биде несреќно бидејќи се одвикнува од цицање. Па минимум 2 до 3 недели е мојата проценка дека стварно е борба. Па после полека се адаптира дека стварно нема. Па после затоа што прво да речеме ако ги скратиме дневните подои, тука веќе нели сите членови се дома и се будни. Кога станува збор за ноќните подои, пробуваме да го презаспиеме кога ќе се разбуди со нишкање, со галење. Ако не успеваме во тоа, тогаш мајките најчесто одат во друга соба да спијат. Па татковците се тие кои што нели пробуваат тоа да го направат, нив им оди малку потешко нормално. Па ако успееме и така, тогаш неколку дена тоа трае, меѓутоа се случува да плачат, да не може само со галење, него плачат, па таткото се обидува да ја смири, па ајде пак и така. Меѓутоа е процес кој што сам така ако оди постепено, да речеме по нашите планови, минимум 4 до 6 недели треба за да имаме некаков нели напредок, каде што стварно ќе кажеме дека добро тераме и дека ете
сме се одвикнале од доење. Тоа значи кај минимум 4 до 6 недели мајката би требало да спие во друга просторија? Па не до толку многу, значи кога веќе ќе се научиме дека нема во тој временски период, значи не сме давале ноќе доење, а во целиот тој временски период сме пиеле некое средство за намалување на лактација. И веќе кога мајката ќе се врати тука и да пробува да ја презаспие, дури некој се случува и да не се будат. Значи, очекуваме нели дека ноќеска ќе стане 2 пати, па треба да ја презаспиеме, не се будат, едноставно веќе се учат дека нема ноќе цица и дека ќе си продолжиме да се спиеме. Или ако се разбуди само во некој така полусон, па успеваат со галење да ги Меѓутоа, ако тргнеме од почеток, намалување подои, кратење кој прв подој, како поминуваме со тоа, па намалување на млеко, минимум 4 недели ни треба за еден таков процес. Да проговориме уште малку за природните начини за намалување на лактацијата кај мајката. Значи, веќе споменавте постепено изфрлување на подои, некои пијат чај од жалфија. Што е со притискањето на дојките, односно врзувањето? Може тоа е старо традиционалниот пристап совет од постарите наши баби, прабаби, дека треба да се стискаат градите, да се врзуваат со марама за да се сопре млекото. Меѓутоа, тоа стискање со марама прави застој во градите и веќе добиваме блокирани млечни канали, каде што веќе се појавуваат и грудки, односно имаме застојно млеко. Значи, тој совет не треба да го користиме, затоа што едноставно треба само да ги научиме градите дека веќе не треба да прават млеко. Што е спонтано нели од самите чаеви, суплементи или лекови што ги пиеме. А листот зелка? Листовите од зелка ги ставаме кога имаме болни гради, нели тешки, може би првите неколку денови додека да се намали лактацијата, тогаш можеме исто да користиме и листови зелка како што користиме на почетокот. Меѓутоа, кога се намалуваат подоите, кога се одвикнуваме од доење, значи градите си се слободни, нормално во прв случај или во маичка, и ако ги осеќаме тешки, само ги одмолзуваме колку да ги олесниме. Не се празнат скроз, затоа што ако ги спразниме скроз, пак даваат сигнал дека треба да се прави ново млеко. Создаде ново млеко. На тој начин всушност и функционира лактацијата со стимулација. Имаме гледачи на кои што ќе им дадеме предност да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Вака се јавам, значи јас сум тази мајка од 2-месечно бебе, значи. Така. Каде што, значи, за време на пореѓај ми се качи притисок, а јас си го доам моето бебе, значи, пијам метјудопа. И сега одам на испитување, значи, за притисокот. Сега бубрезите ми излегува во ред, ама мене ми се качува пак притисокот 180, ајде да кажам, ама не го осеќам толку и ми препиша нефидипин. И сега, нефидипин ми викаат не смеам, затоа што можело шум на срцето да му направам на бебето, за мокрење не смеам, а со метјудопата ми се стабилизирува, ајде да кажам, до 140, па ми паѓа 120. Дали сте се уште на линија? Да. Да, добро. Дилемата ви е во однос на лековите? Да, во однос на лековите. Оние кои што всушност најдобро ви регулираат, вие всушност не можете да ги примате поради контраиндикација со доењето, колку што ве разбрав. Да. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би советувале јасна во ваква една ситуација? Јас би советувала да прво ги провериме лековиве. Точно на тие сајтови што ги споменавте. На тие сајтови што ги споменавме, или може да слободно гледачката да ми пише, јас во книгата имам книга посебен регистар каде што можам и да сликнам и да пратам. Добро. Ако на вистина не се регулира со метилдопата, која што е компактибилна со доењето, и мора да се најде соодветно решение, не би можела точно да кажам што, затоа што сепак не сум специјалист за такво нешто, меѓутоа има многу мајки дојлки кои што пијат одредени лекови за покачен притисок и кои што им се регулира. Да речеме, ако метилдопата не и го симнува многу притисокот, може да внесува повеќе течности, или ако со метилдопата е пак висок, да намали внес на течности. Тоа е нешто кое што од моја стручна спрема можам да кажам. Лековите можам да ги проверам, да видам што викаат странските сајтови и книги, па да видиме Значи слободно да ви се обрати, да ви пише и ќе проверите. Само нека ми ги назначи кои лекови се, јас можам точно да проверам. Така, ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден.
Ве слушаме, повелете. Ве Добар слушаме? ден. Да, ве слушаме. Добар ден, кој е вашето прашање? Јас ќе прашам за моите внучиња. Така, но денешната емисија... Јас моето Така. дете, што е татко на децата, го доек до 2 години. Така. Само ќе ве замолам да го Го доек намалите до 2 тонот на години. телевизорот. Втора смена, кога ќе дојдам у 9 сат, чекаме за цицање. Радуваше се. И почна да ме апе и тога и го одбијах. Овие сега внучињата на цицка не са турени од кои са родени. Јас се извинјавам, ама ќе ве молам, дали може само од прашак децата да се развијат како нормални деца? И да не цицнат од цицка. Така, значи вашите внучиња не цицаат, пијат адаптирано Дали млеко не и им вие смета сте ништо, насекирана ти не во са однос цицнале од мајка ѝ? така на нивното здравје, дали е така. Ви благодарам за вклучувањето во програма и една насекирана баба. Да. Така. Има придобивки многу доењето, но Нормално. проблем ли е доколку се на адаптирано млеко? Има мајки кои што стварно навистина не може да дојдат од здравствени причини. Така. Адаптираното млеко е оној кој што е замена, не може да биде Соодветна. комплетна замена, меѓутоа е соодветна замена за мајчиното млеко. И нормално, кога децата се на адаптирано млеко, многу порано почнуваат да се внесуваат оброци и храна, затоа што нели хранливата вредност на сите други намирници е многу поголема отколку адаптираното млеко, меѓутоа доколку навистина мајката немала млеко, мора да најдат некоја замена која што нели би ги нахранила дечињата. Значи воопшто да не се секира, Не мора да се адаптираните секира. формули се Да. всушност замена за мајчиното млеко, не 100%, Не но 100%, сосема никогаш не може да бидат нели 100% замена, затоа што има состојки кои што не можат синтетски да се произведат за да бидат нели за да биде исто како мајчиното млеко, Што е тоа е соодветна што замена. има во мајчиното млеко што не може да се замени? Има многу со работи кои што адаптирана не може формула? да се заменат. Да речеме, есенцијални аминокиселини има одредена група кои што не можат синтетски да се произведат. Факторите за раст, хамлет клетките, значи има многу олигосахариди кои што синтетски група на олигосахариди кои што синтетски не можат да се произведат, а имаат огромна улога во имунолошкиот систем кај во развојот на имунолошкиот систем кај детето, значи има многу состојки кои што синтетски не можат да се произведат. Она што го имаме во мајчиното млеко се да речеме 5-6 компоненти, јаглехидрати, протеини, масти, дел од есенцијалните аминокиселини омега 3, омега 6, пробиотици и така натаму. Меѓутоа, поголем има огромен вака како столб еден, што е она што содржи мајчиното млеко, а кое што нели разликата се гледа кое што никогаш не може да го содржи адаптираното млеко. Колку време по прекинот на доењето ке жената ќе престане лактацијата? Обично престанува нели во целиот тој процес на одвикнување и намалување на млекото, веќе значи ги осеќаат градите празни, меки кои ќе стиснат, можеби по една капка или по ниедна капка, меѓутоа се случува многу често да и после тоа, да речеме случајно ќе се тушираат бањаат, стисне и види капка млекци и тука се плашат. Што се случува, како се случува, значи дел од млекото останува, меѓутоа тоа само по себе се ресорбира. Многу немаме оној наплив, создавање на млеко, рефлексни сврлање на млеко, полни гради и така натаму. Меѓутоа мал дел останува и доколку се случи да кога ќе стиснеме има капка, тоа е нешто што е сосема нормално, но како и да е, секогаш една мајка доилка кога завршува со лактацијата, после 3 до 6 месеци, значи по прекин на лактацијата, е убаво да си направи еден преглед на дојките. Што доколку мајката го прекинала доењето, но бебето непосредно по тој период, да речеме по 2-3 недели, се извинувам, качи температура, добие некоја вирусна инфекција или пак диареја, безбедно ли е да го врати повторно на доење? Ако се уште има млеко. И доколку се уште има Да, млеко? ако се уште има млеко. А може да се стимулира и повторно да се Може да врати се млекото? стимулира. Значи, релактацијата е процес кој што е многу често користен кога станува збор за прекин на доење или едноставно добиваме совет дека детето помалку напредува и дека треба да додаваме адаптирано млеко и нели они додаваат и кога веќе во еден момент ќе се сетнат викав ние поминавме веќе скоро на адаптирано, значи мајчиново млеко скоро и да го нема, подои скоро и да нема. Јас сум имала и неколку такви мајки кај кои што сме го вратиле млекцето кај помали деца. Имав и таков приказ на случај сега кога беше конгресот на Академија на доење во Сплит, релактација кај 2,5 месечно бебе. Значи мајка која што
ете така добивала совети дека треба да додава адаптирано млеко и одеднаш вика јас мислам дека веќе немам ни капка млекце, бебето скрос ја одбиваше градата. Значи воопшто не сакаше да дојде на града и тоа беше една многу упорна мајка и мене многу ме радува што успеавме во сето тоа. Детенцето е скоро 3 години уште цица. Значи може да се врати млекото назад, ако нормално, ако се намалувало полесно, ама ако сме го прекинале за да го истимулираме, исто така може да се ако сака мајката може да се стимулира повторно. Што говори вашето искуство? На која возраст кај нас обично жените се одлучуваат да престанат да дојат? На која возраст на нивното дете? Па обично после година и пол. После година и пол? Да, после година и пол. Сите имаат тука еден некаков транзиторен период кога мајките тргнуваат на работа, па кога растат запчињата, па доаѓа лето или доаѓа запишување во градинка ако е зимно време, па ајде сезона на вируси, да не прекинуваме сега и пак и така некако сето тоа се одолговлекува. Година и пол, две, да речем некаде просек на оние мајки со кои што работам на одвикнување, каде што размислуваат да го одвикнуваат детенцето од доење. А како треба да изгледа доењето во летниот период? Треба ли да му се нуди на бебето почесто дојката, доколку температурите се високи? Да. Значи, и на бебенцата, на помалите, збориме и до 6 па и до година дена возраст, треба да се нуди почесто, не треба ни да не им се дава. Оно што го кажав преска, јадеше оброк и после тоа има бебиња кои што одбиваат вода да пијат. Значи кога веќе после 6-тиот месец имаат 1, 2, 3 оброци, нели? Им советуваат да малце водичка им внесат во... Да, не сакаат обично. Долго време не сакаат да вкусат вода. Ама затоа цицаат. И така си ја надополнуваат четта. Значи, пожелно е да се дава почесто, особено кога сме на одмор, особено кога сме надвор на отворено, меѓутоа и мајката треба да внесува тука повеќе течности, затоа што нели, ние за бебенцето да, меѓутоа за поголема количина на млеко, кога веќе се потиме, покрај оној оптимален дневен внес на течности во текот на денот 2,5 до 3 литри, значи барем уште пола литар до литар повеќе ако сме во летно време и ако сме особено надвор или на одмор некаде. Важно е каква течност ќе прима до тие моменти? Не е важно. Вода е сосема доволна. До кој период се советуваат чевите за подобрување на лактацијата? Зависи колку ни се потребни како поддршка во лактацијата. Со некои мајки, да речеме, после 6-та, 8-та недела, кога гледаме дека е стабилизирана лактацијата или дека веќе има многу млеко, почнуваме полека да ги намалуваме сите тие суплементи. Кај некои мајки па дури до 6-тиот месец. Дури некои мајки до година да напијат или чај или некои капсули кои што ги користиме како суплементи за доење. Се зависи од тоа колку ни треба. Дали мајката добила циклус, обично се случува кога ќе добија циклус, да тие неколку дена да имаме пад на количеството на млеко, па тука ако на пример пред 2 месеци сме престанале за пиење чаеви и викаме стварно многу ми е намалено млекото, покрај сите други суплементи кои што треба да се земаат во тој период, не вклучуваат и некои од чаевите, барем таа недела, да некако имаат сигурност. Меѓутоа, она што ни е најважно е внесот на течности. Значи, и само вода да пиеме е сосема доволно. 3 литри вода течности во текот на денот е она кое што е потребно за една мајка доилка, особено во првите 2 до 3 месеци кога имаме развој на лактација. Кога жената ќе добие циклус, менструација, обично бебињата го чувствуваат тоа, понекогаш и не сакаат да цицаат. Што да се направи во тие моменти и дали всушност на ваков начин некои бебиња и всушност се одбиваат од цицање? До сега не сум имала случај каде што се одбиваат, меѓутоа дека може првите неколку дена да имаат да реагираат при доење, се случува многу често. Прво затоа што е намалена, може да е намалена продукцијата на млеко, а второ заради самите хормони можеби и ден-два да има поинаков вкус млекцето. Меѓутоа, ако се работи за намалена количина на млеко, тука мајките ги советувам да зголемат внес на калциум и магнезиум и нормално внес на течности и да пробуваат да го дојат кога е полузаспано, нерасонето, но ќе да форсираат повеќе затоа што така немаат проблем, не осеќаат таа промена. Тоа се само неколку дена. До сега не сме имале бебе кое што после тоа престанало да цица. Или да речеме, ако ја фаќа паника, да се измози па да му додаде со шишенца. Значи, обично циклусот им се воспоставува некаде после 3-тиот, 4-тиот месец. Има мајки кои што цел период дорека дојат не добиваат, меѓутоа има мајки кои што после 3-тиот, 4-тиот месец веќе имаат циклус.
тука веќе немаме опасност ако додадеме измолзено мајчино млекце со шишенце, затоа што тоа бебе веќе цица. Значи нема да ни смета на развој на лактација, ниту пак да ни се одбие од доење ако еднаш во денот додадеме со шишенце. Како и да е, секако е мајчино млеко подобро отколку да се секираат они како ќе успееме сега да продолжиме кога ни сака да цица. А доколку жената забремени додека дои, дали треба да го прекине доењето? Не треба да го прекине доењето, освен ако не станува збор за високоризична бременост. Има многу мајки кои што дојат тандем и секогаш прашуваат. Останав бремена, сметали на бебе во сакам да продолжам да дојам, сакам двете да си ги дојам. Се зголемува ли ризикот од спонтан абортус во тие моменти поради доењето? Не, освен ако нема индикација која што гинекологот ја наведува. Значи ако стварно имаме ризична бременост со индикација гинеколошки, тогаш веќе самата мајка вика подобро е да престанам да дојам. Имав една мајка која што си доеше цело време и некаде околу 3 месеци бременост беше, имаше некој крварење и тогаш ја советуваа да престане со доењето затоа што веќе влегуваме во ризична група на трудници и така престануваат да дојат. Меѓутоа ако нема индикација, има многу мајки кои што си дојат цела бременост и после тоа тандем дојат 2 дечиња. Тандем значи дојат 2 дечиња кога ќе се породи мајката со бебето. И потоа треба да го надои поголемото дете. Постои ли ризик од некакви стомачни проблеми, бидејќи тогаш мајчиното млеко повеќе содржи лаксатив во себе? Не, стомачни проблеми не, меѓутоа секогаш се дава предност на помалото. Аха, прво помалото Прво мора помалото да се нацица, па после тоа да се даде на поголемото. Затоа што помалото е она кое што сега треба да ни порасне, а поголемото да си го земе она што му останува од братчето или од сестричето. Значи тука има правило кое што мора да се почитува. Да. Или ако на пример мајката има доволно млеко, може во исто време да ги дои двете дечиња, но ако ги користи двете гради на еден подој, советот е секогаш прво да се нахрани помалото. Има кај на жени што се решаваат на ваков чекор? Да, многу има мајки што дојат тандем. И тоа поголемите дечиња са 2-2,5 години, не ги престануваат, него си ги дојат двете дечиња во исто време. Има да речеме и мајки кои што престанале со доење, во меѓувреме си останува бремена, си го дои второто детенце, има многу млеко, измолзува и му дава на поголемото да пие. Има и за да пие мајчино, за да пие мајчино млеко. Имаме гледач, добив знак, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во магазинот за родителство 0+ месеци. Е шанса за него. Бидејќи сме пред самиот крај на денешната емисија, се надевам дека успешно ќе се вклучи за да може да го постави прашањето. Добар ден. Ве слушаме. Во програма сте, повелете. Не, се исклучи, нема. Добро. Јас ви благодарам многу за денешното гостување, за сите појаснувања кои што ги дадовте, за откажувањето од доењето. Обично говориме како да се воспостави лактација, кои се предрасудите поврзани со доењето и слично, но и ова е еден сериозен проблем на кој што наидува секоја мајка која што го дои своето бебе. Да, одвикнувањето пак ќе кажам дека е исто процес како и развојот на лактација. И дека наглото прекинување, освен ако немаме оправдана индикација да мораме нагло да го прекинеме, не би им го препорачала на доилките, туку постепено одвикнување и за самите гради, и за самата мајка, па и за детенцето. Па и за детето. Овој пат некако се посветивме повеќе на мајката, но и бебето реагира во тие моменти. Делот не е лесно одвикнувањето од доење ниту за бебето, ниту за мајката. Да. Дури има некои мајки кои што на пример ќе решат да престанат да дојат, почнуваме полека, намалуваме подој, гледа дека немаме соодвет позитивен одговор од детенцето и вика сметам дека не е време сега. Да, дека се уште е рано. Ќе си продолжам со доење, па за неколку месеци ќе пробам пак. И тоа треба да се процени, дали е подготвено бебето. Мора да се види дали детенцето е подготвено. Ако навистина му треба да си продолжи со доење, дека емотивно е уште поврзано и не гледаме дека не е баш зрело, дека сака да се одвикне од доење, мајките се тие секогаш кои што можат да проценат. Интуицијата е тука, да, тогаш е подобро да престанеме со доењето отколку ние своеглаво да одиме кон тоа. Така, ви благодарам уште за гостувањето и за бројните појаснувања.
Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам и денеска за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 45 минути. Во понеделниците зборуваме за здравието на најмалите, а од вторник до петок за здравието на возрастните. Пријатно!